Значи некаде околу 100 дечиња, 120-30 дечиња требале да одат на балканско првенство во карате во Црна Гора. И голем дел од нив имале успешен таму настап, се закитиле со медали и така натаму, но имале проблеми при тргањето тука од Скопје. Еден од автобусите се расипал на само тргнување, па доцнеле со тргнување 2 часа. За да кога ќе стигнат во Црна Гора биле сместени во мизерни хотелски услови со бубашваби, со јадењето било катастрофа. Значи сепак збориме тука за деца спортисти кои што дента требале да се наспијат убаво, да се надпреваруваат, да имаат сила. За уште да е поголема трагедијата, биле платени пари некаде околу 200 и нешто евра, 210 евра од родителите за да се надпреваруваат. Значи тие деца ја представуваат државата Република Македонија надвор, носат медали дома, се надпреваруваат на балканско за да можат понатаму на европско, светско да идат и добиваат катастрофални услови. На враќање назад се расипува повторно другиот автобус и остануваат повеќе од 5-6 часа заглавени децата со неисправни автобуси на граница помеѓу Црна Гора и Албанија. За на крајот 120 деца да ги качат сите у еден автобус. Родителите преплашени пошто децата снемале батерија по телефоните. Значи знаеле дека автобусите не се како што треба, не биле исправни. Ја не знам до кога оваа држава ќе си игра со животите на децата.